Драги сограѓани, денеска на 12 јули до Оделот за внатрешна контрола при МВР Левица поднесе представка за барање за отпочнување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на полициски службеници. Ова се однесува на вооружениот инцидент кај плоштадот Скендербег од 7 јули за време на мирниот протест на граѓаните против бугаризацијата и срамниот така наречен француски предлог. Како што знаеме, неколку лица кои јасно се гледаат на фотографиите објавени низ медиумите свесно употребиле огнено оружје и со различни действија го нарушиле јавниот ред и мир. При овој инцидент полициските службеници кои се наоѓаат на местото на настанот не презеле соодветни мерки за неутрализирање на опасноста која може да настане при употреба на оружјето. И сето ова е видно од бројните слики и видеа кои се појавија на социјалните мрежи. Со својата постапка, полициските службеници умислено постапиле спротивно на правилникот за начинот за вршење на полициски работи и повикувајќи се на овој правилник, тие требале според член 42 да ги предупредат вооружените лица, според член 45 да им наредат да го спуштат оружјето, според член 47 да го одземат употребеното оружје и според член 55 вооружените лица да бидат задржани. Очигледно од непрофесионалното постапување во конкретниот случај, за илустрација 11 лица се наоѓаат во притвор за нередите пред собранието, иако ни едно од тие лица не е она со качулките кои беа уфрлени да го предизвикаат инцидентот. Сведоци бевме и на употреба на прекумерна сила од страна на полицијата пред собранието, целосно спротивно на тоа како полицијата постапи за време на инцидентот кај плоштадот Скендербег. Според податоците кои пристигнуваат до нас, а и кои веќе ги имаме срочено во медиумско соопштение, целото сценарио од петиот ден од сенародниот протест е во режија на структурите на безбедност под палка на пробугарската власт. Политичките елити се обидуваат да предизвикаат меѓуетнички тензии. Но тоа сценарио повеќе кај македонците и албанците не поминува. Овие протести се против предавничките структури на власт и за задржување на цивилизацијското право на македонскиот народ за самоопределување. Дополнително, албанскиот народ, кој во историјата исто така се соочувал со идентитетска репресија и негативни квалификации, може да се поистовети со сегашната голгота на македонците. И тоа ги плаши политичарите кои се научени да владеат, делејќи го општеството на етно-трибалистички основи. Затоа ги повикуваме албанците да се придружат на денешната поврка на демонстрантите која повторно ќе помине од плоштадот Скендербег до МНР. Да испратиме порака на сплотеност против надворешните непријатели кои нашата разединетост ја користат во своја полза. За Македонија и против фашизмот дојдете со нас. Благодарам.